Тврде беше Сашко кога отиде да, кога отиде во Прилеп да си земиш награда за улога на Војдан Чернодрински, да речам најреномираниот фестивал во Македонија. Немаме многу фестивали, 3 мислам, колку се да земеш награда, кои двете се за една мала сцена, една монодрама и така. Претходно си добивал награди од публика милиарди, да речем. Но најбитно е вака на хартија, вака кога ќе ти ја дадат признание за нешто. Многу бе возбуден, не се опишува тоа моментот кога ти се јавуваат, вие сте добитник на наградата најдобро актерско остварување за главна улога на фестивалот држава. Посебно за таа представа која што ми е многу драга, која што исто сме излегли од себе за таа представа. Таа живеевме, таа ни беше многу потресна, тоа е Ничија земја според филмот за војната во Босна. И многу тешка представа, многу. Имаше гледано филмот претходно, така? Го имам гледано и уопште не ми се свиѓаше. Да, и он кога дојде режисерот као таа представа според тој филм. Викам, нешто ми беше лимонада, некоја нешто. И ајде, кога почнам да сваќам дека он сосема друго нешто гледа, многу поразлично од филмот. И многу добро си поминавме, многу драга представа, со смеење, со плачење. Кој рекла награда земеш, одам на ке Прилеп. И викам, што ке кажаме? Мислам, Оскар ке добиам. Говор да спеам. Сепак во Прилеп беше здраво. Наградата за Сашко Коцев, чик. Наградата за сценографија, чик. Па шо направи? Како? Јас се спремав, бе, викам. Македонија и се е можна тоа ти. Не, може секој си е така, ама ја не сум присуствувал. Не овака, ние сме играле во неколку пати во чест на наградените. Не, има таа последната представа во чест на наградените. Но некако не сум заслушал како е доделувањето на награда. И некако так, дури некојаш и глумците не ни присуствувале таму, знаеш, некој е на представа, некој е ваму. Се вака ќе кажам. Ова представа промени еден дел од мене, ископан. Сашко Коцев, на тебе тоа. Абе, викам, чекај. Не се зезам, не беше вака. Да, ама од прилика. Не. Бореци беше се, ама знаеш, немаше, беше тоа, као 3 сати гледале представа, па да не ги гњавиме. Да не ги гњавиме, луѓе. Или не, пред представа се доделува тоа, а да не чекаат актерите позади демек, да не саат време да доделуваме. Награда, ајде за 5 минути. И некако така тоа. А што имаше спремено ти, Сашко, памтиш? Не се сеќам се, точно што сакав да кажам. Прича 5 пати го смени, по пат возам натака, викам, не, вака ќе кажам. После па викам, не, вака ќе кажам. И си го кажав себе, али сум многу среќен дека и себе си ги кажав тие работи, макар и на себе. Така да. И сега немаш нова представа, веќе подолго време? Нема, сега се работи на ММН-та, не играм. И сега веројатно веќе следуваат многу представи, има договорено, има откажани ради пандемија, што не се донаправени, некои договорени режисери, така да ќе тргне работата сега. И едва чекам. Кажи ми за Бубамара, после првиот успех се редеа секоја година нови успеси и некако Златна Бубамара луѓето не ја чека заради наградите што ќе се доделуваат на Бубамара или заради пејачите што ќе пеат на Бубамара, туку повеќе ја чека заради Сашко Коцев што ќе каже ова година, што ќе биде интересно, кого ќе го чепни. Златна Бубамара е еднакво на Сашко Коцев. Ако го нема Сашко Коцев, Бубамара не постои. Не, тоа сигурно ти кажувам. Да. Секој се може, секој е заменив. Да, точно се може без секој. Ние само заедно со тимот и јас така што имав зацртано, воспоставивме некои други рамки. И сега би било тешко да се излезе од тие рамки, да се направат нови рамки доколку се појави. Тоа мислам дека ќе е тежината, иначе секој е заменив. Да, па еве сега во подготовки е. Тој ќе видиме што ќе стане. Има и годинава, така? Да. И оваа година. Се знае кога? 12 мај. 12 мај? Објавено е, да. Имаш спремено веќе нешто? Не, сега сме у старт. На како се вика? Низок старт. Сега сме на низок старт. Сигурно Панда ќе ти е број 1, така? Па секако тоа е, таму се коментира се што е составен дел на животот и се што поминало, општествените случувања, културните случувања, така да сигурно тоа ќе мора, неизбежно е таа тема, да се спомне на еден ведар начин, зашто сепак за некого ковид пандемија па и не беше ведро нешто и не беше баш смешна и тоа е малку опасно што би кажале ние во врска со тоа. Така да тоа е меч со две острици, но нормално ние секогаш бираме зборови за секого, никој да не биде навреден, а да биде спомнат, секој да биде поканен да дојде да се насмее макар и на своја сметка и никој не бил навреден. До сега. Некоја година ти била подрага
повеќе се смееш кога ќе ги гледаш сега, кога ќе се навратиш на она што си го кажувал во изминативе години? Па секако, секако. Некогаш се погодиле стендапите, па сум бил порасположен, да кажеме, некогаш сум бил поизморен. Ако поминала една година со многу премиери филмови, знам една година памтам имав 2 големи премиери, мислам дека и двете беа главна улога, 3 филма снимив. Ја бев исцрпен, психички исцрпен. Ја отидов таму, веќе немав што да извадам од себе, ама не се сеќам која година беше, некако знам дека тоа не можеше, не кеше едноставно, немаше сила. Имало некогаш кога си бил у друго расположение. Зависи, као Роналдо немаш на секоја па гол да даде. И представа кога гледаш истата представа сега изгледа вака, а одиграна 100 пати. Некогаш вака изгледа. Некогаш самодовербата ти е на 100, некогаш на 80 постои така. Тоа. Кажи на улица кога одиш, како те доживуваат луѓето во самопослуга влегува? Па мислам никој не пропушта да ми се обрати. Да. Сашко, ова, она, вака, да се каже нешто. Дури луѓе некогаш маки ми кажуваат проблеми. Знаеш како проблеми има? Дојде да ти покажам. Не. Да кажам негде да му помогам. Дојде да видиш, гледај вика. Ево овдека ова што е ископано и овој дојде овдека ова го изгради. Гледаш ли бе кај живее? А викам гледам. Или ќе ми се изјада за некој за дома, за некој на телевизија, за нешто. Мора да ги слушаш. Ама викам, ама не сум од урбанизам, нешто си грешка, ја не сум градоначалник. Ама ако? Али мора да се каже. Сега некој што има и оние. Да ти кажам еден виц, викам да не ми кажеш. Ја мразам вицеве, викам мај. Вика вака, се собрале они у понеделник, после у вторник, викам дечко, вајда нема до недела да ја тераш. Виц сега со Бато Димитров, негов пример, ова него го цитирам, одека се сретнавме. Виц бе, не може да ти трае повеќе од 10 секунди. Он понеделник, вторник, па ти викам до недела веќе се самоубијам. Сашко, а кажи ми, ти си ведар по природа и весел стално? Не, напротив. Не, јас влегам продавница сериозен. А луѓето те доживуваат како ведар и Не весел? доживуваат они, не тралалајка да ме Шалабајзаров доаѓа, мора да се смее, не е клон, него некогаш сум и нервозен, да кажем, ако изреагирам нервозно, а тоа сакам да кажем, ако изреагирам нервозно, ниф ме као малце странно, знаеш. Еме зошто? Па добро викам, ја може вајда да бидам нервозен некад, да нешто да ме изнервира, да ме увредиш и ти мене. Шо, а иначе јас сум кој секој нормален човек, кога се смеам од добро друштво, дома, кога сум тажен. Иначе сум така доста и повлечен. Не сум да кажеме на маса сега да седиме 10 луѓе, ја нема да држам банка на маса. Не сум од тие наметлив демет. Има луѓе на маса држи банка и он е најгласен и он највише збори, но сите ги забавljам, не сум тој. Не сум, јас сум тој на сцена. Дури една шминкерка еднаш ми рече на стендап у станица 26, седиме тука, она ме запознава, тогаш седиме до сцената, масата. Јас се качувам на стендап и се враќам. Јас сум си па Сашко и она вика. Абе, усвари тебе ти е улога, вика тоа. Кам да бе, мене ми се качува, јас сум тој на стендапот, тоа ми улога, јас се враќам. Ова сум вика, како може се прешалташ вака? Ти не си тоа бе, вика. Јас беше зачуден, викам да. Затоа го кажам како пример. Јас сум тој што Сашко е нормален човек. Таму на сцена тоа е улога. Не зборам на сцена лик, на представа за стендапот зборам. А кажи ми во класата кои глумци бевте? Сите да ти ги кажам, ти ги знаеш по театри. Лина Чоревска, Битолски театар, Никол Чепречевски, Битолски театар, Гора Цветковски МНТ, Славиша Покојен МНТ, Каевски, Столе, Велков од Струмица, Струмички театар, Јасмина Мицовска, Прилепски театар, Маја Љутков, Велес или сега е во Драмски? Велес. А не, Зоки е во Драмски. И толку. Не бе, како толку? Може би уште некој, но битно ми е. Тие што дипломиравме, Санела Емин не работи во театар, Сонја Стамболџиевска, Драмски театар. Сега, ќе ти кажам нешто што твоите го кажуваат за тебе. Толку сме. Стојан Велков Трн го интервјуирав неодамна во Струмица. Викам, беше главен тип во Струмица, Струмички театар е столб, Стојан. Викам, беше главен тип и за време на студиите. И тој ми вика, не, Сашко Коцев беше главен тип, да.
Вчера ја интервјуирав Љуткова. Викам, како беше на студии? Како беше со Сашко Коцев во група? Кога вика, како може да ти? Значи ти, ако мислиш дека не си главен, ти си главен. Си бил и ќе останеш. Може би, гледаш па. Опа, викам, чека да те врата малце, да ти кажам. Па да, многу се работеше на факултет, од секојаш сум бил така да дадам максимум од себе, не сум задушавал, посебно стручните предмети. Актерска игра, сценски говори, сценски движења и танци. И не знам. Зашто одиш да ги гледаш по театриве низ Македонија представите или во Скопје? Во Скопје да, а по театриве ми е многу жал, еднаш со кој колега зборевме, па може и со Лина Чоревска да било. Као зашто не се гледаме меѓу себе? Знаеш, Битола порано може било далеко, немало патишта, колите биле постари. Сега какви патишта има? Да, уствари сега. Па да. Зато ти не со Охрид одиш стално. До Битола можеш да отидеш, знаеш, за пократко време зборам од порано. Да, за Охрид паток гледаш новиот колку е убав. Мене само ми е страв, многу брзо го прават. И ме страв да не се случи некоја грешка. Не верувам. Кога се брза, се прават грешки, не. Зашто Како беше тоа изреката? Ние како држава срљамо у прогрес. Има многу добар термин српски, тоа од социјализмот. Срљамо стрмоглаво у прогрес. И ми е страв дека, знаеш, брзо се прави тоа за месец дена. Патарина некоја да не утнат некоја патарина. Да, не можеш за месец дена ти да направиш пат толка. Мора да трае тоа бе. И после вика 10 години зашто? Па да го сгрешили. Мора 10 години, до 15. За проект план. Па пругата 30 години до Софија правим. Па што? Да ја направи пруга, да излета воз. Да. Не дај Боже. 30 години. Метар така, по метар. Ја направија еднаш, ја сруши. Како? Зашто? Па вајда он знае повише од мене. Имало грешка. Па после рекоа толку и толку пари ќе кошта и после рекоа не, ќе кошта повише и сите. Што ај ги украде парите? Не. За да го направат како што треба. Ама нема народот само да Народот не му текнува. Ајде само да. Па затоа нека слушаат, нека срљамо у прогрес. I'm sorry, so sorry. I'm sorry, so sorry. Сори е повеќе од збор. сега представите, ви се, знаеш, ако не смееш да прекорачиш 10 сатот, пошто казна може да те затворат. Сега тоа најново. До 10 да сме работеле и после требало ноќно да ни плаќаат. Ја до 3 ноќеска сум имал пробави. Мислам, не, тоа е театар, има клизно радно време. Ти знаеш колку пари ќе земеш после 10? Абе, и сега, например, викам, добро бе, ајде. Имаме, не се клади на енглези, 10 сати и 10 минути. 2 сати и 10 минути. У 10 и 10 ќе заврши. 10 минути да ми ги платите. Мислам, таа, не знам, било која представа. Животот е прекрасен. 3 сати и 35 минути. Значи да ми платите сат и 35, мислам, не разбирам. Тек мајсторот и Маргарита. Да бе, мајстор и Маргарита со дневници као странство да сме биле, 5 сати тра. Кај нас сите тие закони се спроведува, вака ги плюкат. И плюкнат. Не може да го плюктиш, мора да разработиш, па да видиш, па кој што им. Од 7, демек ние да играме представи од 7. Па кој ќе ти дое публика од 7 до 6 луѓе на работа? Они напротив публика ме сретнува на улица и вика: "Представите треба од 9 да ви почнеме." Зашто? Па да оди дома у 6, 5 и пол, да одмори и да му се прииде у театар. И да каже у 8 и 10, дај бе се подспремиме, да отидеме и да дојде у 10 до 9 у театар. Па ако од 9 до 10 до 10 ќе играте. Да бе, дај, па ќе му кажем, па дојди утре. Дока играме, стоп, звонче бе, 10, за покифли у 15 до 10, да звони у 10 завршува представата, што се гледа, дојди утре ќе ти ја доиграме. Па во театар за деци младинци како им се по 1 сат представите, така ќе ги направите? Ние треба да ги правиме, по пола сам. Пола сат? Многу и дугачки ги правиме.
Да, пола сат е прв дел, утре дојде втор дел. У епизоди бе серија. Серија, така. Мајстор и Маргарита ќе се игра 5 дена. 10 дена. Серијал. 10 дена по пола па, сат. по пола сат, да. Еве по сат ќе направиме подугачка. Така е поинтересно. Види, Глупости тоа направи. нешто што го смислил, кој знае колку паметен е тој што го смислила. Па мора да е, па како? Како он не може да дојде на функција ако е глуп? Да, точно. Што се паметни луѓе? Кремот, елитата интелектуална мора да се собере. Мислим, не разбирам што луѓе само реагираат само др. Па нормално е да дојде паметен човек и да каже до 10 да се ради. Зашто? Зашто после 10 сат мора да се иде дома. Може ќе Он се не приспие. мисли за вработените у театарот. Него му е за публиката. Публиката. Значи стопанството утре ќе трпи некој до 10, ти ќе му играш, ќе му глумиш него до 11:30. И он треба утре у 6 да стане за на работа. Ало, се бунат работодавците. Значи у 10, 10:15 у кревет. Така да за све е мислено. Јас знам дека е тоа Ова мислено. го имаме за Златна буламара, еден дел, знаеме што ќе биде. Една направивме тук, Една направивме. сребрена. Тоа мора да биде некој памет. Сече, колку време ти треба за да направиш еден добар стендап? Во траење од час време. Многу. Стендап тема да обработиш. Изгледа многу лесно кога го гледаш, а кога го правиш позадината е многу тешко, не? Джезер кога гледаш, свикаш, о, ја можам да свирам вака. Он искача од нотите, се враќа у нотите. Стендапот што повеќе се правиш, дека тоа момент ти текнал сега, толку е подобар. Секојаш кога ќе ми прозвучат моите стендапи, зборам, кога ќе ми прозвучат како научен текст или сега ќе ве насмеам, биле катастрофални. Една тема, ако ти е, све зависи од идејата. Да кажеме, на една одредена тема можам стендапот да го напишем у еден ден и да го завршам, а на одредена тема, за да ја наполниш цела тема, па не знам, месеци. Не викам дека таа е подобра, оваа е полоша. Едноставно, ни за тоа нема рецепт. Така. Многу работиш дома? Па, работам дома. Пишувањето ми обично навечер седнувам, доста доцна. Седнувам и тогаш музата ќе затропа на врата и тогаш со музата имаме комуникација. Доцна навечер. Преку ден ретко сум седнувал на компјутер да напишам, да искуцам нешто. Преку ден обично само ми работи, знаеш, процесорот dual core, едното работи со тебе збора, ама ја нешто тука, нешто ми се раѓа, некоја идеја или и оваа реплика лошо ја кажа вчера вечер, вака ќе ја кажам. Или утре на проба вака ќе направам, а за овој филм вака ќе ја направам фризурата, нешто како друг свет паралелно се работи. И дома дури ми викате, бе, што ќутиш, ме слушаш и што зборам? Ама те слушам, викам, ама бев на друго место у моментов. Нешто правев. Што правеше тука си до мене? Правев нешто, чекај, викам. Чекај. Нешто раб. Копаше биткоинот, копаше позади. Импровизациите во улогите ти лежат, нели? Па зависи тоа од јазикот на представата, некои трпат, некои не трпат. Да кажеме, имало представи кои се импровизирало во моментот, ама биле таква структура, иначе голем дел за представа кој зборење, нема, тоа е таква структура, тоа е реплика, тоа е шлагвартот кој што треба да го дадеш таа емоцијата и тука ема мрден. Немало импровизација. Ми текнува дека најголема импровизација ми била на Фигаро, свадбата на Фигаро. Женитбата на Фигаро. Фигаро го играв, имаше еден монолог, така толку беше напишан, каде што Фигаро го убедува грофот дека он бил во таму и таму, во кабината. А уствари беше неговата жена. Ја да извадам незе и го убедувам. И тоа беа да кажеме 5 реченици. Некојаш траеше и по 15 минути. Али ништо нема од надвор. Ме тоа ме нервирало секогаш кога се импровизира на сцена со нешто што нема врска со представа. Од надвор, на улица, не знам, цовки, не знам, нешто, дневни догодовштини, случувања, политички, актуелни, не знам, и на сцена. Не. Ја импровизирам темата. Како јас веќе го убедам грофот. И тоа дури сум им кажал на колегиве, Нино Леви, Сашка Димитровска, Николина Кујача, Дарија, кои беа тука, Маре Новак, не знам, Томе Витанов. Седнете, викам, седне. И седнува, чекај, викам. Уште го убедувам. Дури јас сум се смеал, некоја, знаеш, у моментот кога излезеш од себе, таа е една таква. Мислам, тоа го чекавме сите, ајде види Сашко денеска како ќе го направи тој монолог. Да видиме што ќе кажеш денес. И не се излегуваше, тоа е джезот за мене. Ти ги имаш нотите, али што повеќе и подобро ги знаеш нотите и го владееш својот инструмент, секогаш можеш да излезеш надвор, да импровизираш и да се вратиш пак на нотите. И тоа да изгледа лесно.
Значи, кога не сум бил сигурен, не импровизирам никогаш, да кажеме на стендап, затоа што поголема катастрофа од тоа нема. Да тргнеш да импровизираш и се заглавиш. Не можеш да се одглавиш никак. Нема, тоа е катастрофа. Сашко, знаеш кој се представи лоши? Лоши? Да, кај што си глумел. Да. Што ти имам 45 премиери, па мене 35 ми се лоши. Не претерувај се. Што збориш? Не. Или сум јас само превише самокритичен. И, знаеш, кога си на репертуар, све играш. Не можат сите да бидат добри. Има нешто, превид си направил, се мислел ќе го направиш добро, не си го направил. Превид си направил некој режисер, дошол се викаш, ќе го склопам, он не склопил. Превид се заради разни работи може да се направи. Али јас бар свесен сум дека сум лошо представител. Мене ме нервираат колегите што не се свесни дека се лоши. Тоа ме нервира. И што мислат дека имаат супер представа, представата е никаква. Тоа ме нервира мене. Јас кога сум лош, јас сум свесен дека сум лош. Јас не се конзервирам. Ама репертуарски глумец, знаеш, играш и се. Па нема проблем. Нема проблем со тоа. Секое работење, секоја подготовка за нова представа е отворање на нов свет и како детска игра. Дете, знаеш, кога ќе се заигра, заборави на све. И нема никаков проблем. Радуваш на било кој жанр да е нов, така? Да. Знаеш, мене ради Бубамаре, ради стендапот ме поврзуваат со комедии, иначе класични комедии представи, па ја имам Од коле ти е. од коле и умната уште 3-6 представи комедии. Филм ниеден не ми е комедија, а За жал. па добро не се снимаат комедија кај нас, пошто комедијата мак се поврзува повеќе со комерцијална овака сплатливост и не е друго нешто се работи. Сега во Словенија прв пат снимав комедија филм. Прв пат е комедија класична, жанровски. Што е многу тешко. Зашто комедија, ако е лоша, 5 минути не можеш да ја гледаш. Тоа е одвратно. А драмата ќе изгледаш, драмата, заради разноразни мотиви своји, собствени или драматуршки развој или некој актер ќе те купи со играта. Драма, дали е трилер, дали е акција, не е битно. Комедија е одвратна, ако е лоша. Многу тешко. Читаш книги? Да. Читам можда повеќе текстови со колеги, нешто што ќе се препратиме за ова или за она, некој нешто ќе почне да се шират. Можда повеќе драми, отколку баш книга, белетристика, нешто така. Серии, филмови гледаш? Гледам, да. Гледам, денеска се лесно достапни, па има многу, па дури денеска и потешко, зашто имаш толку многу серии, онака ќе загледаш една друга, најдобро е по препорака, ама на човек што му веруваш. Ти каже, гледај оваа, изгледај по препорака само. Така ми е најдобро. Што имаш ти некој омилен актер, актерка? Имам многу, ти кажам. Имам многу, значи. Не можеш да не би можел да кажам сега овој ми е омилен, зашто па и он утнал во некој филм или во некоја представа тука. Не. Керонски само општо. Да, странски. Има многу се, знаеш. Не би можел да издвојам. Секако дека има. Си се сакаш кога се гледаш на филмови? Да чува. Не. Му ништо, не може да се гледа. Ич не се сакаш, Не се сакам, не може да се гледа. Можда кога е нешто одминато па се гледам, ама сега тази кога прв пат го гледам, не може да го гледам. Зашто види, ти кога ме гледаш мене ништо не знаеш, така. Ти ме гледаш само го гледаш ликот. И да следиш драмското действие го следиш. Ја кога се гледам, јас знам како сум се осеќал во тој момент. Знам колегата како се осеќал, знам што се случувало на сет. Знам кај ми биле грешките и со што сум се мачал, со што сум се справувал. Затоа не може да се гледам кај се мачам. Мислам кај се мачам. Не сладки маки, како некој е непријатно, некој е тешко. Или не може да се гледам како уживам, па ја и уживам, не се мачам сам. И сум уживал секако. Сакаш некои драми да ти се вратат што не се на репертуар повеќе? Да. Имам така. Мановски театар некој и овде во Маната, да кажем, имаше една суд, ни беше многу драма представа. На Машка Тајфа бевме собрани. Многу добра представа. Темпирана опера беше едно извонредно дело. Васил Христов кај што некој помак, нешто друго се случи. Мара Сад беше една револуционерна, одлична представа. Сега да не се навредат другите, нормално е глумец да издвојува нешто. А овие што се играат на репертуар не ги кажувам, овие се зборам представи од пред 12 години. Пред 13, а овие новите не ги кажувам да се вратат, пошто ќе се вратат. Они се уште активни, само што чекаме погодно време. Знаеш, така некако.
се реновира маната, некако многу руиниран ми беше и однадвор. Па не знам, некои захвати таму се правеа, некои процепи имаше. Не сум запознат со тоа. Нешто имаше, нешто. Не знам точно. Убаво вие сега во споредба зборувам со овој претходниот театар каде што немавте некои големи услови за работа. Па мислам само Македонија може да има привремен објект од 50 години. Значи као ова е привремен објект 50 години. Ова е прво не е театар, ова е барака. Монтажна барака и Ги знаеш театрите низ Македонија, сите се во привремен. Маровски театар сега се реновира. Тоа беше историја. Па Прилепски театар, тоа е Прилепски театар, бе, тоа пари треба да се вложат таму се направи. Велички кој што го направи. Ајде Битолски е понова зграда таму и сите театри се катастрофа. Мислам катастрофа. Стари се згради, не се одржуваат, нема грење, нема ладење. Знаеш, публиката доаѓа се мрзне, ние се мрзнеме. Знаеш, тоа треба специјален ентузијазам да имаш за да љубов спрема работата да работиш таму. Не разбирам тоа да не можеш да на што зборам ја ти здравство у болница, какви се руинирани болниците. Ај одека државна, да, ама болница Куманово, да не отвараме темата така да изгледа, уште како општество не сме стигнале до таму културата така да го здигнеме. Уште имаме дупки големи доле. Школите, нечовечки услуги. А едно време кога бевме млади, Млад кога бев се викав супер беше. што викавме леле шувало. Кај живее, многу убава држава живее. Многу ќе си одам вечер Сашко Коцев ќе гледам, ќе си уживаме 20-та после тоа. Сега почнуваат маки да те мачат, работи општествените прилики и неприлики. Колената почне да ти откажуваат помалку. Ти си млад до душа, 40 години. проблем со едно Не, колено. 50, колку направи? 40 округла. 40. 40 округла сега. Имав повреда на јавање на тренинг од Добалчак на ова левото колено и да ти кажам сега имам тегоби, ме боли. Чак пат. Не страшно. 50. На 50 го извадам. Така тогаш викам на докторот за вадење да не е. За Што ти вика докторот? Уште малку по човек. протест. Се надевам дека уживаат докторите кога им одиш на преглед или на нешто. Еј, Сашко Коцев ќе ми Да, дојде. па да, ниф име повеќе возбуда. Јас немам што да кажам, не ми е, знаеш. Ма драго име, знаеш, кога ќе те видат, драго име, знаеш. Еј, Сашо, здраво, како, што ти е проблем? Одма, знаеш, малце повеќе ќе се постараат за тебе, да се погрижат. Тоа е бенефитот од да бидеш Сашко. Ама зборов го научи, овој бенефит од кога... Бенефитот ми е од економија, што сме рече. Да. А Многу иначе има и интересно. ДДВ на популярноста има. Во Македонија така е многу интересно кога Да? ќе се научи некој збор нов и Бенефитот. Ја немам бенефит од тоа, знаеш. Кои се моите бенефици? бенефити. Ова сум го кажал, не знам кај го кажал. Ако сакаш паметен на маса да бидеш, само стави апропо, визави и де факто. Така да. Ти си на масата, више не се премуваме за тебе. Док ќе те гледаат. Уште бенефит ако им кажеш, тоа е. И бенефит може. Сега веќе кога вклучам и бенефит. Бенефит да го вклучиш тоа обавезно. Сашо, ние може да се зборуваме до утре вечер. Богаме како тргнавме, ти имаш материјал за година дена. Да, за година дена има материјал. Ти си неисцрпен извор всушност за година дена, затоа што во тебе има таква енергија, таква моќ, таков раскошен талент си, што мајка раѓања еднаш на 100 години. Епа, јас сум многу среќен што живеам кога ти твориш и кога ти работиш. Тоа ми е еден голем благодат. Баш ми е драго. Секогаш кога ќе ми падне самодовербата, тебе ќе те барам да ме воздигнеш малце со овие зборови, кога некој збори вака за мене многу дури не знам кај да гледам, јас сум срамежлив. Да, многу се Гледам у срамежлив. земја, не се запрекам. Страмежлив е по природата, иначе вака за глумење си многу добар. Како не ми глуми. Како глуми Сашко Коцев. Драги мои, ве советувам, ако сакате да ви е убаво на душата, било која мака да имате, подете, гледајте го стендапот на Сашко Коцев или гледајте го во некоја представа Македонскиот од Македонскиот народен театар, повелете кога сакате, читајте Сашко Коцев, знаете дека е тоа супер представа, дека убаво ќе се помините и на крај ќе си легнете смирени. И утре дента станувате некако со нова енергија, посвежа. Е тоа Сашко Коцев го може само. Фала ти Сашо што беше дел од магична сцена. Ми беше драго, не сме се виделе одамна и баш ме требаше Битно се толку следиме. години. Битно се следиме, се слушаме, знаеме еден за друг.
Каде ни се маките, обично маки немаме повеќе, си кажуваме убави работи. Па види, ако не се искажеш на некого да се изнаприкажеш, така ти е полесно кога ќе се изнаприкажеш, така ќе кажеш. Така да ние сме као на психијатрија сега. Ја на него, он на мене. Иначе не знаеме, оба ќе оди во два дела, не знаеме каде биде првиот дел каде завршија, каде да почне вториот. Кај децата што дојде. Да. Кај децата што дојде. А децата знаат ли кој беше ти? Не, мислам видео микрофон и дојде да каже. Да. Тие деца на таа возраст може само Биби и Боби вајда гледаат. Да. Само гласот може да ми го познаат. Да речат, аха, овој. Верувам дека гледаат. А па и Зоки Поки. Зоки Поки, да. Зоки Поки, ама помали бе. Те има. 5 епизоди имаше од Зоки Поки. 10. 10? Фала ти што не беше дел од Фала Мекша и сцена, се гледаме често за убави улоги, да се слушаме и така. Да ни е животот убав, да ни го разубавува животот. Фала ти исто така. Успех. Се гледаме.